А дека сум храбра, сум си го докажала тоа и пред себе, затоа што храброст е да се решиш на чекори од кои што нема назад. Тоа е дете, тоа е да не се вратиш во семејната куќа со мало бебе и покрај тоа што немаш опција. Инат ли е? Што е во прашање? Не е инат, напротив. И тоа го советувам на секој еден млад човек. Во моментот кога ќе си дозволиш да се вратиш во комфорт зона за помош, од тебе човек не бива. Во моментот кога ќе се вратиш кај мајка ти и татко ти со твоето родено бебе и го криваш вака тањерот за да видиш што направила мајка ти за ручак, а татко ти ги плаќа сметките, не бива човек од тебе. Тоа е комфорт зона. И секогаш знаеш дека позади тебе има некој кој што стои и така те мрзи и зеваш да работиш конобарка, те мрзи, не може малце плаќаат овде, малце плаќаат таму. И гледаш да се уновчиш, богато да се омажеш, ако може да го собереш и детето со новиот сопруг што ќе ти ги покрие финансиите и ако може да продолжиш да лежиш затоа што реално не си навикнат како се заработуваат пари. Како викаат, мама меси, тато носи, како беше. Баш заради тоа и не сум се враќала, заради тоа што за мене било непоимливо да влезам во детската соба на сестра ми со дете. Со бебе. Сестра ми тогаш 14 годишна и јас доаѓам дома со мало бебе и спијам во детска поразувачки. Има нешто што им замеруваш на твоите родители? Да, има. Им замерувам што беа многу малку тука за мене откако го родив Андрија. Има ли логично оправдување? Мојта кога останав трудна се разведува после 30 години брак во периодот кога јас останувам трудна. Тоа е баш тој период. А значи после толку години брак се разведува и мислам дека тектонско пореметување беше во фамилијата за сите. Сестра ми беше многу мала, мислам 13-14 години остана со татко ми, мајка ми замина за Охрид и некако мислам дека сите тие промени направија да не бидам јас во центарот и во фокусот, за да ми се помогне на било каков начин и мислам дека тоа е единственото нешто за што можам да кажам дека некој дел од животот сум им била лута, можеби до ден денес знам да го префрлам тоа. Зборуваш ова бидејќи да, не ми е пријатно. Но баш сега скоро татко ми вчера беше кај мене дома и сосема случајно не знам како паднавме на муабет, требаше да нарачаме некоја храна и он вика нарача и за сестра ти, знаеш, викам, а ти кога си рекол за мене дали нешто? Дали сум јас гладна кога си прашал? И он вика, па ти си детето што се снаоѓа. Нели јас сум детето кое што знае и да си купи за јадење и да израсне дете и се на свој грб, а сестра ми е таа која што во принцип знае да се седи во соба и татко ми да ја донесе во послужавник храна или мајка ми. Затоа велам, ние сме многу различни. Некогаш се покајала поради одлуката да родиш? Никогаш. Да го вратам времето назад, би го направила истото во исто време со ист човек.